Катадан им е се потешко и потешко. Долго време немаат вода за пиење. Принудени се како во минатото да полнат шишиња и туби со питка вода од соседните села, оддалечени и до 10 километри. Сите се земјоделци, но попусто. Нивните ниви ако се смилува Бог да ги наводни, ако не ќе останат сушни, оти водата од нивните чешми е загадена. Ова е селото Средно Конјари, оддалечено 30 километри од Скопје, во областа Блатија, населено со околу 1300 жители, од нив 450 деца. Без вода живеат и соседните села до оштечението на реката Пчиња, односно преку 5000 луѓе се соочуваат со истата мака. Проблемот е лоциран. Веќе една деценија во атарот на селото во близина на куќите, веднаш до коритото на реката Пчиња, се врши експлоатација на минерални суровини, песок и чакал. Мештаните тврдат дека концесионерите копаат подлабоко од дозволеното, при што е причината огромна штета. Подземните води се доведени во опасност, а со тоа и нивната вода за пиење. Надлежните едва имаат слух за нив, го затрупуваат проблемот и го пренесуваат од една во друга канцеларија. За нив таму има ископано само 2 дупки и не гледаат никаков проблем. Но во очите на мештаните од ова скопско село, со ова е нанесена голема неправда врз нив, при што ако ништо не се промени, тие се принудени да се одселат. Инсистиравме на средба со министерот за економија, го молевме да дојде дека само да види каква не е состојбата. Ако каже дека е све во ред, а не можеме ние против закон. И тоа не искаже и не покажа доблест да дојде. Ние за овој проблем се обративме до сите институции, во државата, релевантни, нерелевантни. Секаде кај што не потеа отидов. Последното пред месец ден отприлика имавме еден протест и тогаш дојдоа представниците и на полиција и на економски криминал така од полиција и тие почнаа постапка по овој предмет. Немаме доволно информации како иде постапката, меѓутоа ние се надеваме дека ако не помош на институциите, ние денеска дојдовме 5 луѓе намирно да ви објасним ситуацијата. Меѓутоа следиот пат, ако продолжат вака, ние ќе дојдеме со 100, 150, 200 луѓе, ако треба шатори, ако треба жени, деца, фамилии, ние сакаме да го сочуваме ова тука. И ние бевме упорни и неколку пати побаравме став од надлежните институции. Конкретен одговор се до овој момент не добивме на ниедно од нашите испратени прашања, ниту од Министерството за економија, ниту од Министерството за животна средина. Според градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски, најголемиот проблем настанал откако АД водостопанство подружница Скопско поле распишале тендер за чистење на речното коридор на Пчиња. Проблемот е што АД водостопанство Скопско поле бара дозвола за да распише тендер за ископ на песок и чакал од речното корито, со изговор дека ќе се уредува речното корито. Далеко од уредување на речно корито. Значи не се уредува речното корито, него речното корито се унаказува. За да биде маката поголема, ископот не се стопира, туку се шири до оштечението на Пчиња кон соседното село. Ево ја имам писмо тука од 17.3. од животна средина, повторно побарање на 17.3., значи само пред 15 дена. Повторно барање од АД водостопанство да се чисти речното корито на реката Пчиња во Горно Конјари. Повторно барање. Значи, наместо да се сопре работата, тие луѓе што патат таму, да речат, чекај, тоа не е мал број, тоа се некаде околу 3000 жители по тоа течение. Они повторно си тераат по свое. Значи, како ќе му дојде, ја обновува постапката, ја дава сосема нова... Нова локација 780 метри, Горно Конјари на потек од таму до таму. Експертите велат дека пред да биде издадена концесијата за експлоатација на минерални суровини, потребно е да се направи студија за текот на подземните води, бидејќи се работи за населено место.